Градоначалникот Петре Шелегов и Луиза Винтон, постојан представник на UNDP во Македонија, денеска го потпишаа договорот за соработка помеѓу град Скопје и програмата за развој на Обединетите нации за реализација на проектот Отпорно Скопје, поголема одржливост и иновации за справување со климатските промени. Со овој проект е предвидена реализација на голем број активности од областа на заштитата на животната средина, особено заштита од климатските промени и зголемување на отпорноста на Скопје, но и активности за воведување иновативни пристапи во секојдневната работа и поефикасни услуги за своите граѓани. Градоначалникот Шелегов додаде дека дел од определбите на овој договор се преземање на конкретни активности за подобрување на квалитетот на воздухот и водата, но и зафати за подобрување на зеленилото во градот. Соработката со UNDP ја продлабочуваме, ќе работиме целосно на стекнување искуства и податоци кои што ќе можат или ќе придонесат да градот, градската администрација, општинските администрации во градот, државните органи, меѓутоа и граѓаните да можат или да превземаме активности кои што значително ќе придонесат кон зачистување на животната средина, меѓутоа и кон подобрување на состојбата со амбиенталниот воздух, особено во зимските услови. Дел од проектот, односно што го потпишавме денеска, договорот што го потпишавме со UNDP, подразбира и иновациите да бидат инклузивни, што значи размислувањата во форма на еколошки билборди или зелени кули да бидат дел како пилот програма со цел да добиеме податоци за да знаеме дали градот посериозно треба да влезе во имплементација на таков тип иновативни решенија. Целта на проектот и на градот е преку интензивно зазеленување на делови од градот да се надомести изгубеното зеленило, како и на дополнување на оние локации каде што истото постои. Оваа година градот Скопје има предвидено засадување на 10.000 нови висококвалитетни листопадни, како и над 2.000 зимзелени садници на територија на Скопје, а се преземаат конкретни активности за изградба на зелен кров на градскиот трговски центар и за зеленување на калето со специфични садници. Постојниот представник на UNDP во Македонија, Луиза Винтон, изјави дека со овој договор се продолжува и интензивира соработката со градот Скопје, која изминативе неколку години резултира со изработка на поголем број студии и стратегии, како и отворање на Центар за иновации на град Скопје, Скопје Лаб. Договорот за соработка е за период од 18 месеци, а неговата вредност е $720,000. So the agreement that we signed today with the mayor of the city of Skopje. Договорот кој што го потпишавме денеска со градот Скопје, со градоначалникот на град Скопје, е продолжување на едно многу продуктивно партнерство кој што нашата организација го има со градот и кој што се спроведува веќе неколку години. И како што кажува самото име на проектот Отпорно Скопје, идејата е да се зголеми отпорноста на градот и тоа во две насоки. Прво да се подобри отпорноста пред поплавите и загадувањето на воздухот, кои што се еколошки, да речеме, закани за граѓаните, меѓутоа исто така да се подобри начинот на кој што градот дава услуги кон своите корисници, а тоа се повторно граѓаните. Активностите во самиот проект ќе се спроведуваат во две насоки. Првата насока е за подобрување на еколошката одржливост на градот и ќе продолжиме на начин на кој што работевме и до сега. Значи ќе работиме со научни истражувања, а потоа резултатите од тие научни истражувања ќе ги применуваме преку пилот проекти со кои што ќе можеме да тестираме и да видиме колку навистина успеваме да влијаеме за подобра еколошка одржливост.